Државата неселективно става на располагање можност за искористување на средствата, дали од ТАВ програмата заемите од ЕБРД. Секоја општина со квалитетна проектна документација аплицира и добива средства. Истакна при гостувањето во емисијата Став пратеникот од СДСМ Мартин Костовски. Тој нагласи дека наскоро ќе започне санација на кровот на основните училишта Браќа Милодиновци и Крсте Мисирков, а дополнително ќе се постават и фотоволтаици на училишната зграда. Посочи дека годинава ќе започне изградбата на новото средно училиште Сами Фрашери. Тој се надева дека во наредниот период уште повеќе ќе заживее економската зона Новине и Речица. И тука и премиерот најави и прва голема инвестиција за Куманово, Лидл, каде што ќе биде откупно дистрибутивниот центар со голем број на вработувања. Јас лично имам разговарано со премиерот што и како ќе се случува со тутунскиот комбинат во Куманово, што ќе се случува со делот каде што е чиста собственоста на Хотел Кристал, Хотел Куба и сите оние работи што ги промовирав пред 2 години и уште сум на тоа стојалиште, таа динамика да се откочи процесот и да се најде преку државна интервенција решение за сите овие споменици на транзицијата. Костовски потсети дека со залагањата на СДСМ реконструирани се повеќе регионални патишта, двата најголеми мостови Искриника и Проевце, реконструирано е земјоделското средно училиште, полициската станица, тече реконструкцијата на театарот, изграден е ургентен центар. Како локал патриот кој го сака своето Куманово и човек кој што останал да живее со семејството тука, своите деца да ги школува, образува тука и да сака да остане тука, сегогаш мислам дека Куманово може многу повеќе. Не сакам да се сведам на ниво на рекла казала, меѓутоа шуму ни е таков кружен текот над 500.000 евра. Зборуваме за кружниот тек во кај Митев мост, што е според мене повикавме како партија да се изврши вонреден надзор на работите. Гледавме дека е нефункционален. Океј, градоначалникот има право така да ги користи средствата, има право да определува што е приоритет, што не е приоритет, меѓутоа и ние имаме право како опозиција во овој момент да даваме сугестии и критики како би било подобро. За мене е многу битно Куманово да се развие урбанистички и инвестициски. Што стана со генералниот урбанистички план во Куманово? Вие знаете дека се уште луѓе во определени делови на градот, тај ќе земеме населба Карпош или сите од приградски населби, не може да градат куќа. Имаат пари, имаат средства, не може да градат куќа. Дали ќе има измена на определени дупови за да може да се изгради дом, тоа е друга работа. Костовски праша и што се случи со урбаниот хаос, како и сообраќајниот метеж и зградбата на катните гаражи.